Речиси €1.000.000 за изнајмување автомобили. Превозот на министрите на самитот на ОПСЕ кој ќе се одржи во декември во Скопје ќе чини 59 милиони денари. На сајтот за јавни набавки е објавен милионскиот договор кој е склучен во два дела. Првата сума е 56.640.000 денари или речиси €1.000.000 и е во време трајање од 4 месеци, а набавката се прави исклучително за потребите на самитот на ОПСЕ. Додека вториот дел од договорот, кој чини речиси €40.000, ќе трае една година и е и за редовните потреби на министерството. Договорот е склучен по критериум на најниска цена, а само еден понудувач се јавил на тендерот. Од Министерството за надворешни работи не одговараат на прашањата на Алфа за кои автомобилски брендови и модели станува збор за оваа фантастична сума. Во поголемиот договор, склучен со АБЦ Рентакар, пишува дека ќе бидат изнајмени вкупно 175 возила кои ќе се користат 7 до 8 дена. Ќе се плаќа 19.200 денари на ден без ДДВ за мини комбиња за 8 патници и минибуси за 20 патници, па се до 29.000 денари на ден за VIP моторно возило кое треба да ги има следните многу специфични перформанси: минимална ширина од 1820 см и минимална должина од 4767 см, за фатнина од минимум 1600 см кубни и моќност од најмалку 120 конски сили. Ова возило мора да биде црно и да не е постаро од 2014 година. Организацијата на конференцијата на која треба да гостуваат 70 министри на ОПСЕ и нивните делегации ќе го чини македонскиот буџет €5 милиони. Од нив 1,8 одат кај Eurovia, фирмата која се појавува како еден од главните донатори на партијата ДУИ за да ја подготви салата Борис Трајковски, а дури €120.000 одат за агенцијата Рейтинг за промоција и стратешки комуникации. А со останатите €3 милиони треба да се обезбеди хотелско сместување и VIP превоз за министрите и делегациите. Министерството за надворешни работи не гледаше ништо спорно во ова, а првиот дипломат токму за возилата кажа дека ќе се бара спонзорство или помош од други држави, но очигледно ништо од тоа. Во еден час треба да слетуваат 70 министри за надворешни работи. Сето тоа треба да се обезбеди со возила. Ние немаме толку возила, VIP возила за 70 високи представници. И тоа работиме како да ги најдеме некаде во регионот да ги позајмиме. Од друга страна, антикорупцијската комисија веќе формираше предмет за договорот со Eurovia за опремување на спортскиот центар Борис Трајковски.